Rečeno je, ubavината е убава онолку колку што таа може да се види и да се доживее. И човештвото од секогаш, како што создавало, така и вложувало напори она што е создадено да стане својна и на сите, да се доближи до сите. Особено се вложувале напори тоа да им се овозможи на оние на кои што природата тоа им го одзела или делумно им ја скусила можноста за едно визуелно доживување повеќе. Во далечното минато, уште легендарниот Леонардо да Винчи се обидувал да создаде вештачко око, да го поправи видот и да им овозможи на унесреќените да уживаат во раскошниот колорит на она што тој го создавал и во она што го обкружува светот. Во поново време се експериментира и со пресадување на очни клетки од други организми. Особено успешни резултати даваат обидите со замената на рожначата од рибите од познатата охридска пастрмка. И додека се испитуваат можностите меѓу жителите на бистрите езерски длабочини да се откријат идните резервоари за виделина на оние на кои тоа им недостасува, во Охрид, крај тие води, веќе неколку години, Тивко, еден ентузијаст, целиот свој труд и време го посветува на напорите да пронајде лек за оштетениот вид, да го подобри видот или да ја олесни технологијата и постапката за добивање попрактични помагала. Со единствената девиза, ако веќе се посветува на нешто, тогаш тоа нека биде нешто ретко и значајно, нешто во што ќе биде прв. Во оваа просторија на медицинскиот центар во Охрид, која што треба да представува лабораторија, денови и ноќи минува очниот лекар Ристо Голев, работејќи врз својот изум и остварувајќи ја својата хумана мисија. За време на специализацијата, а посебно по доваѓањето во Охрид, во својата секојдневна амбулантска работа, се среќавав со пациенти, посебно со деца, кои што во својата игра претрпеле повреда на органот за вид. После оперативниот захват со вадењето на катарактата, тоа око не може да биде активирано во тој бинокуларен вид, него то око останува резервно. Но очарите не може да бидат од корист, бидејќи здравото око, високиот диоптер кој што треба да се даде на повреденото око не може да го истрпи. Тие за мене мили, драги пациенти, кои што тек зачекориле во својот живот, ми го наметнаа проблемот за контактната леча, да ете на некој начин му ја ублажам болката и несреќата кој што ја здобиле. Свесен бев на тешкотите кои што ќе ги сретнам, а свесен бев исто така на непроценливата вредност во успехот кој што би го покажал. Не жалејќи сопствени средства и време, се одадов на единствена цел да навлезам во тајната на производството на контактната леча, тоа мало стакленце во кое треба да се внесат од 0 па до 30 диоптрии. Посетив многу лаборатории во Европа. Ја посетив лабораторијата во Будимпешта, во Прага, во Лондон, Хемстед, Москва, Минхен и некои други лаборатории во Европа. Одев секаде
каде што ќе разбере дека ги има. Живеев и работев само за контактната леча. Се здобив со првите сознанија и оно битното, вербата во успех. Во светот не се непознати обидите, традиционалните очила да се заменат со други попрактични помагала, а степенот на видот да биде зголемен за онолку за колку што е тој оштетен. Само формулите на таквите откритија и процесот на нивната изработка се чувана тајна, која што и овој процес го прават апсолутно редок и значително скап. Постапката на Ристо Голев се движи во таа насока, да ја запознаат сите на кои што може да име од корист и со помасовното производство да стане достапна за сите на кои што им е нужна. Во тоа покрај индивидуалните издатоци и своето време вложено во откривањето на процесот на изработката и материјалите за производство, сега значителни средства вложува и медицинскиот центар. И како потврда на досегашните напори на својот лекар, но и како можност за идна дејност и заработка. Причината за носење на контактните лечи се или желбата на пациентот, или поддадениот совет на очниот лекар. За дефинитивната одлука неопходно е да се проценат индикациите и контраиндикациите за носење на контактни лечи и дали тие ќе стварат сметни или ќе му олеснат на пациентот. Очниот лекар мора да ја усклади желбата на пациентот со индикациите за носење на контактни лечи и да донесе одлука што е за, а што е против за една таква одлука. Да, јас сум дојдена да извршим контрола, бидејќи веќе месец дена носим контактни лечи. Дали сте задоволни од нив? Па можем со задоволство да кажем дека заиста сум задоволна. Во однос на видот имам една сосем потребнаоштрина, а тешкочи во носењето на лечи апсолутно немам никакви. Нормално во почеток првите денови беше малце необично, но вака во текот на време сега не осеќам баш никакви сметни по тој поглед. Вие претходно носевте наочари. Да, јас долго години носев наочари и право да кажем, таа можност да се ослободим од овие класични наочари, ја со задоволство прихватив кога ми се пружи шанса. Сметам, многу поубаво се осеќам, без наочари полесно, а што се односи до виктука, исто така е постигнато повеќе отколку со наочари. Материјалот од кој што се изработуваат тврдите контактни лечи е полиметилметаакрилат. Начинот на изработката е следен. Земаме акрилат кој е во облик на мал цилиндар и го залепуваме за метален носач кој претходно е загреан на одредена температура. Така залепениот акрилат го оставаме да се олади, а за тоа време правиме поливна восочна површина со одреден радиус во зависност од бараниот радиус на конкавната задна страна од лечето. Сега го изработуваме диаметерот на лечето, притискајќи го вертикално поставениот нож во однос на основата од дребанкот. Потоа со другиот диамантски нож ја формираме конкавната страна на лечето.
обработениот акрилат и восокот со одредена поливна површина се поставува на полир машината. Машината ја уклучуваме на 1 до 1,5 минут, за кое време повремено се укапава специјална полирна течност за фино полирање. По вадењето на акрилатот го проверуваме квалитетот на полирањето, а како што се гледа, полирањето е квалитетно. Со цел да контактната леча ја прати површината на окото, односно на корнејата, се прават нови додатни површини. Нивниот број најповеќе достигнува 4 до 5. Земаме носач специјален и соодветен за дадената леча. Полузавршената бланко леча ја лепиме за носачот и се центрира. Во зависност од бараниот диоптер, со посебно прорачунавање го одредуваме радиусот на надворешната површина. Се става на вториот струп. Акрилатот го сечеме се до одредената дебелина, односно, како што се бара во препишаниот рецепт за централната дебелина. Ја проверуваме полираноста, а потоа на ленсометерот бараниот диоптер. Во колку сме задоволни, се става на решето и ја одлепуваме. Ради формирање на ивиците, поново ја лепиме на специјални носачи. Ивицата е формирана и се продолжува полирањето на ивиците.
dugo vreme ги носите тие контактни? Година и нешто. Дали сте задоволни? Скоро презадоволен, због тоа што во спротивен случај верувам дека би се нашол во потешка состојба со оглед на тоа дека треба да носам стакла плюс 9. Меѓутоа пробите и тестовите што се ги вршев самиот до себе, не идував на прилично големи потешкоти со научарите. Додека со контактните стакла проблемот на ориентација, проблемот уопште на комуницирањето, целокупното моје работење и делување, со оглед на годините се разбира што ги имам, прилично многу ми значи. Дали би сакале да речете некој збор за доктор Голев како човек? Мене ме згранува една состојба, јас имав издвоено одредени финансиски средства за да ги подмирам трошковите околу набавка на контактното стакло, престојот во Охрид и другите работи, меѓутоа просто бев згранен, право да ви кажам, скоро никаков издаток немав. Скоро никаков, и што е најважно, ви викам, осетив што е уште поважно. Економскиот момент не е битен тука во дадени случај кога се работи за очи. Меѓутоа најдов, ви викам, на една одредена топлина и просто чувствувам чим дојдам тука и службено да се јавам овде, ако ништо повеќе бар да се видим и да се стекнем повеќе. Од досегашното повеќегодишно искуство со над 600 пациенти, резултатите кои ги имаме постигнато се изнад моите очекувања. При извесен мал број на пациенти, произведена е и адаптирана меката контактна леча. Треба да се напомене дека за прв пат на Балканот во нашата лабораторија произведена е и адаптирана меката контактна леча. Но не само како средство за корекција на рефракционата аномалија, но како и терапеутско средство при едно заболување така навикано кератопатија булоза. Самото постоење на два вида на контактни лечи, меки и тврди, и едните и другите со известни недостатоци, го наметнува проблемот за постоење на трета контактна леча. Нашите планови се насочени во тој смисел. Досегашните достигнувања се охрабрувачки. Мојата најголема желба ќе биде таа да таа трета контактна леча биде произведена во нашата лабораторија и нејзе и припадне идината. Во импровизираната лабораторија на доктор Ристо Голев во Охрид сега се влегува со очила, а се излегува без нив. Се променува физиономијата на луѓето, а се збогатува животот со многу нужности и многу задоволства повеќе. Не само што попрактично се надоместува оштетеноста во видот, туку и со реални можности тој многу повеќе и да се подобри. Експериментите се потврдени во бројки, што значително повеќе ги бараат нужностите при вакви постапки. Околу 600 негови пациенти, наши сограѓани, минувачи, работници, спортисти, тука крај нас, денес се движат и работат на било каква дејност и без никакви потешкоти што би можеле да им ги создаваат очилата. До денес, тивко и без реклама. Утре, тој број ќе биде уште толку поголем.
Во Ohrid se doađalo za da se vidi u bavo to belo jezero, za da se uživa vo negovata ubavina. Utreke se doađa i za da se podobri vidot, polesno i popraktično da se uživa vo ubavinite, so koji prirodata go daruvala ovoj kraj. I ludjeto ke bidat pobogati so neskrijeni zadovoljstva, što im gi nudi svetot, a i svetot ke bide pobogat so ludje, što uživat na negovite blagodeti.